Јас сум Има Ананиевска, имам 25 години, сум дипломиран пианист и лице со оштетен вид. Здраво, јас се викам Радмила Периќ. Мојот знак е Радмила. Јас сум состојник на кафичот 02, јас сум глуво лице. Јас сум Вангел Тркајанов, несекојдневен корисник на инвалидска количка. Како е да се биде лице со попреченост во Македонија? Многу интересно. Можам да кажам дека е голем предизвик. Во Македонија животот е тежок е и за глувите лица кои немаат развиен слух, немаат информации, за да остварат некаква обучна активност, за да остварат комуникација, мора да ангажираат толкувачи за различни потреби воопшто во животот. Тешко е. Се разбира дека не е лесно да се биде лице со попреченост никаде, но тоа не треба никогаш да биде изговор и не треба да биде пречка за постигнување на успеси. Кај лицата кои имаат некаква физичка попреченост, останатите сетила се поразвиени. Па не би кажала дека се останатите сетила поразвиени. Сметам дека едноставно кога можеби некој е сетило, како да кажам, ти е одземено, мораш повеќе да се фокусираш на другите за да можеш да го надокнадиш тоа што не можеш да го правиш. Луѓето во инвалидска количка не можат да имаат сексуални односи. Се разбира дека ова е мит и се разбира дека лицата во количка можат да имаат секс, може тој секс не изгледа како што би изгледал меѓу две лица кои што немаат попреченост, меѓутоа секако дека е возможно и секако дека уживаат во сексот. Глувите лица не можат да се зборуваат во своите мисли. Не е точно. Ние како и сите, и со знаковниот јазик, како и гласово, мислите си го имаме. Знаковниот говор, значи си имаме размислување, например, што сме требало да направиме, што ни се допаѓа во мислите, таквото ни е тоа чувство. Значи го имаме тоа. Слепите луѓе не сонуваат. Ова ми е многу интересно, бидејќи многу често луѓе ме прашуваат за тоа дали јас сонувам и како сонувам. Па јас, колку што знам, научно е докажано дека сите луѓе сонуваат, така што исто како што вие работите, што ги преживувате, доживувате, како ги доживувате, ги сонувате, исто така сонувам и јас. Сите глуви лица може да читаат од уста. Да, повеќето може да читаат од уста, но не се, некој подобро, некој повеќе, зависно од самото глуво лице. Многу треба да се внимава луѓето што зборуваат, дали имаат бркови, визуално дали е убава видлива устата, дали зборува нормално, значи повеќе потребно да се јасно изговара и самото лице да биде поразбирливо и тогаш комуникацијата меѓу глувите лица е полесна. Например, најчесто одговорот од самото глуво лице и зависи од тоа. Значи, во зависност колку глувото лице има развиен говор. Значи, некој знае убаво да се изрази, но некој не, но ние немаме чувство како изгледа нашиот изговор и многу е поважно да го добиеме фидбекот од соговорникот да се коригираме себе си. Луѓето со попреченост мразат сожалување. Па сега, вие сакате да ве сожалуваат? Ако не сакате вие, а верувам дека не сакате, не сакам ни јас. Сите лица со попреченост се болни, попреченоста е болест. Попреченоста може да биде предизвикана од болест, меѓутоа многу често попреченоста е и вродена или е предизвикана од повреда. Тоа е состојба која што често се надминува со соодветни тренинзи и рехабилитација. Глувите лица не можат да свират музички инструмент, ниту да одат на концерт. Може, зашто да не може? Што би било пречка? Оштетувањето на слухот не треба да биде пречка. Чувството за музика се доживува преку вибрации низ телото. Например, лице кое слуша, кое свири виолина, за да вежба, звукот е премногу силен и за да се заштити, става памук во ушите. Значи станува како глув, за да може да вежба со инструментот.
Тоа ми дава чувство и мотив и позитивна, например, нешто да пееме и таква работа. Во оваа ситуација не е можно, но можеме да следиме такви манифестации со помош на толкувач. Ако користиш инвалидска количка, тогаш ти треба постојана помош за извршување на секојдневните обврски. Се разбира дека на лицата корисници на инвалидски колички не им е потребна постојана и секојдневна помош во извршувањето на секојдневните обврски. Во домот и надвор од домот на лицата им се потребни соодветни услови за да може самостојно да ги извршуваат своите обврски, задачи и да се занимаваат со хоби и различни активности. Слепите луѓе не можат да користат компјутер, телефон, социјални мрежи или мејл. Како што гледате прашањава ги читам од телефон. Јас користам и телефон, и компјутер, и социјални мрежи, и мејл. Луѓе во количка е подобро да не учествуваат во спортови за да не се до повредат. Лицата со попреченост секако дека треба да бидат дел од спортските активности и тоа е еден начин на активна рехабилитација во процесот на постигнување на одредени успеси и активно социјализирање и вклучување во секојдневните социјални случувања. Секако дека лицата со попреченост се склони кон повреди, особено оние лица со параплегија, квадриплегија или слични дијагнози кои што придонесуваат за дополнителни пропратни дијагнози кои што можат да го зголемат ризикот од повреда. Слепите лица можат само да читаат браво азбука, но не и да пишуваат. Слепите лица не е точно дека можат само да читаат браво азбука, бидејќи ако јас нешто сакам да го прочитам на браво, јас тоа истото можам и да го напишам на браво. Си постојат брави машини, сега во денешно време има и со напредокот на технологијата веќе и машините можеби не се веќе толку во употреба, има специјални компјутери мали кои што се во вид на тетрадка, како таблет и се нешто така, кои што пишуваат директно на брајова азбука. Знаковниот јазик е универзален. Ако знаеш знакове на македонски, со истиот можеш да се разбереш секаде во светот. Не е точен. Не е точно. Македонскиот знаковен јазик си е тука за комуникацијско средство за луговите лица тука. Во другите држави, како и сите други јазици, секоја држава си има свој знаковен јазик. Како што и во говорниот, така и во знаковниот јазик. Но постои универзален знаковен јазик, нешто како сега што е англискиот, но има разлики и сличности во јазиците, например 10% од основници е здраво, да, се скоро исти секаде во светот, па да, се разберете. Но во сите јазици мора да имате соодветна фацијална експресија. Количката служи само како превозно средство, не се употребува постојано. Мене конкретно ми треба постојано количката, бидејќи кога станувам, седнувам на неа за да можам да отидам во тоалет, да отидам до кујна, да спремам јадење, да се измијам, да се средам. Значи јас ја користам постојано. Има личности кои што не мора да ја користат, може да прават неколку чекори, може да користат паралелно и штаки или ходалици, зависно од тоа до кој степен се рехабилитирани или зависно од повредата или од болеста која што е причинител за користење на инвалидската количка. Дали и како лицата со оштетен вид си го замислуваат светот околу нив? Секако дека си го замислувам светот околу мене. Тоа што вие го гледате, јас го гледам исто така со сетилото за допир и сетилото за слух. Оваа маса кога ќе ја допрам, знам дека е маса. Отприлика можам да знам колкава е кога би ја поминала целата маса вака со рака. Ова на кое што седам знам дека е стол, исто така. Така што јас имам своја представа на работите, а дали е иста со представата на луѓето кои што гледаат, тоа не би можела да знам. Луѓето со попреченост не можат да вршат работни задачи. Не е точно.
Ние глувите имаме оштетување на слухот, но работно сме способни, другите останати делови тоа. Да, пречки имаме во комуникација и недостиг на слух, но сме многу способни за работи задачи и како и сите на почеток може не е тешко да освојуваме нови работни задачи, но сме способни да напредуваме во кариерата. Како граѓаните може да помогнат на лицата со попреченост како твојата? Луѓето во Македонија многу често се волни да помогнат на лицата со попреченост, меѓутоа на начин кој што лицата со попреченост не го преферираат, а тоа е со жалување. Најчесто се помага и во ситуации каде што лицата со попреченост сакаат да бидат самостојно да ги извршуваат работните задачи, обврски или едноставно секојдневното функционирање да биде непречено и без постојани прашања дали е потребна помош и на кој начин може да се помогне. Едноставно, лицето со попреченост знае кога му е потребна помош, кој тип на помош и кога да ја побара. Лицата со попреченост сакаат да се социализираат само со други личности со попреченост. Не е точно. Сакаме да се дружиме и меѓу себе, но и сакаме да се дружиме со другите личности, подобро е заедно. Институциите прават сериозни напори за да се подобри животот на лицата со попреченост во земјава. Институциите прават нешто, меѓутоа тоа што го прават до сега е само шминка. Нешто е мрднато од мртва точка, меѓутоа далеко од тоа што треба да биде. Лицата со попреченост многу се лутат кога ќе им се зафати паркинг. Секако дека се лутат и ова не е мит. Причината е за тоа што овие паркинг места имаат поголеми димензии и се потребни за да може вратите или гепекот да се отвори до крај, за да може лицето со количка да пристапи до самото возило или влезот од возилото. Покрај паркингот лицата со попреченост се лутат и кога им се зафатени тоалетите. Ова не се хирови или каприци. Ова е од типот ова е само моje и ќе го користам само ја. Најчесто лицата со попреченост имаат инконтиненција, имаат проблем да се воздржат и да го чекат тој што реално нема потреба да го користи тој тоалет, а веќе го зафатил. Кога зборувате со лица со попречен вид, мора многу гласно да зборувате за да знае дека нему му се обраќате. Не, кога зборувате со лица со попречен вид, треба да му се обратите по име за да знае дека му зборувате на него. На некои глуви лица големата вучава може да им смета. Не. Луѓето во инвалидски колички може да возат автомобили, велосипеди и слични превозни средства. Можат и многу повеќе од тоа, зависно од нивните интереси. Лицата со оштетен слух не знаат да читаат. Некои имаат потешкоти, не. Во зависност. Слепите луѓе си ги бројат чекорите каде и да одат за безбедно да се вратат по истиот пат. Не, слепите луѓе не си ги бројат чекорите, едноставно си имаат одредени точки по кои што се ориентираат за да знаат да стигнат некаде и да се вратат назад. А лицата во количка кога сонуваат немаат проблем со одењето. Да. Ако еднаш му се обратите на лице со оштетен вид, тоа ќе ве памти по вашиот глас и ќе може да ве препознае по гласот. Да. Глуво и слепо лице не можат да бидат пријатели, бидејќи нема начин како да комуницираат. Мислам дека можат да комуницираат. Најчесто можат да се комуницираат со допри преку рацете, каде што чувството на слепото лице може да се пренесе со презентирање на знаците на самата рака и да му се објасни на слепото лице дека не разговара со некој што слуша, за да нема изговарање, но во зависност од самите лица, и глувото и слепото лице колку сакаат да бидат заедно. Слепите лица имаат развиено шесто сетило. Како што кажав претходно, јас не верувам во таа теорија. Луѓето со попреченост тешко наоѓаат партнер. Ова е мит.
Кој е најчудниот мит што го имаш слушнато за твојата состојба? Доколку си ги намачкам очите со млеко од доилка, ќе прогледам. Најчудно ми беше како да луѓето не гледаат дека ние глувите лица сме интелектуално по неразвиени. Да, може имаме проблеми со граматиката и изразувањето, но ние интелектуално не сме такви. Не е точно. Тоа се митови кои што се општо прифатени од сите од нашето општество и не само во нашето и во многу поразвиени општества. Овие митови постојат и мислам дека треба доста време. Потребни се многу позитивни кампањи за да се срушат овие митови и да се помине на едно повисоко ниво каде што лицата со попреченост ќе бидат гледани како активни чинители во општеството, а не како некој што е безпомошен, му е потребна помош во секоја ситуација без исклучок.